Почитувани, Унија на жени на ВМРО ДПМН, на сите граѓани на Република Македонија им го честита Меѓународниот ден на трудот 1 мај. Една од нашите основни заложби во работењето беше и останува подобрувањето на стандардот на работниците и реформи во една од претходно најзапоставените области, сферата на социјалните права, сигурноста, социјалната и здравствена заштита, унапредување на правата на жената. Наша идеолошка и програмска цел е да останеме активен партнер во борбата за зачувување и унапредување на правата на работниците. Тоа го правиме искрено, честно и посветено. Од нас нема да слушнете нереални ветувања, како она на опозицијата, дека ќе вработат по еден од секое семејство. Од нас нема да видите неодговорен однос, туку напротив, ВМРО ДПМН покажува со дела дека се грижи за унапредување на правата на работниците. Во таа насока се стотици проекти кои се реализираа во изминатиот период, како реализација на проектот за минимална плата, која се донесе после 20 години. Намалени се стапките за придонеси за пензиско и здравствено осигурување. Стапката за придонес за пензиско осигурување е намалена од 21,2% на 18%, а на придонесот за здравствено осигурување е намалена од 9,2% на 7,3%. Платите на вработените во јавниот сектор се зголемија за околу 25%, пензиите во просек за околу 35%, а најниските за 42%, додека социјалните надоместоци во просек ги зголемивме за 30%. Во континуитет се доделуваат субвенции за земјоделците. Оваа година тие ќе добијат рекордни 130 милиони евра. За 27% е зголемен износот на постојаната парична помош. За 26% е зголемен износот за социјалната помош. За 9 пати е зголемена паричната помош за децата без родители. За 28% е зголемен износот на правото за помош и нега од друго лице. Успешно функционираат 22 дневни центри за лица со посебни потреби. Од септември 2010 започна реализација на проектот Енергетска сиромаштија. Проектот опфаќа субвенционирање на електрична енергија и други видови енергенси за над 50.000 најзагрозени домаќинства во износ од 9 евра месечно по семејство. Во однос на положбата на жената и незините права, во изминатиот период се донесе програма за рано откривање на болести на репродуктивните органи кај жената. На сите жени што се постари од 35 години им се овозможи да се стекнат со високо образование, доколку во минатото немале можност да го сторат тоа. Реализирано е ветувањето за парична поддршка за секое трето родено дете и реализирано е ветувањето за парична поддршка за секое четврто родено дете. Воведена е задолжителна вакцинација против ХПВ. Донесена е и се спроведува координирана програма со која во организирани акции се прегледани околу 40.000 жени за карцином на дојка и карцином на мајка. Донесена е и континуирано се спроведува национална стратегија за спречување и заштита од семејно насилство. Функционираат советувалишта за работа со жртви на семејно насилство. Се одвиваат активности со жените од руралните средини за информирање за нивните права и начинот за нивното остварување. Почитувани, ова е само мал дел од реализираното. Унијата на жени на ВМРО ДПМН е свесна за предизвиците кои престојат, но ве уверуваме дека се работи посветено, сериозно и одговорно за решавање на сите напластени прашања. ВМРО ДПМН има и храброст и капацитет да се подобри, да се надогради, да направи промени. Дозволете уште еднаш во име на Унија на жени на ВМРО ДПМН на сите граѓани на Република Македонија да им го честитаме Меѓународниот ден на трудот 1 мај, да им посакаме во среќа, мир и спокојство да го поминат овој празник.